Здраво на сите и добро дојдовте во кратки библиски коментари, каде што денеска ќе погледнеме неколку стихови од Библијата и ќе се обидеме да разбереме што тие стихови велат. Ако сакате, отворете ги вашите Библии и да отидеме во Новиот Завет, ќе отидеме во Евангелието според Јован, ќе отидеме во второто поглаве и ќе ги читаме стиховите 23 и 24. Значи, во стихот 23 вака ни вели: И кога беше во Ерусалим, се мисли на Исус, на празникот Пасха, мнозина гледајќи ги чудесните знаци негови што ги правеше, поверуваа во неговото име. Но самиот Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите. Сега, што точно се случило тогаш во Ерусалим на празникот Пасха? Омо е на самиот почеток од земното служение на нашиот Господ Исус. Знаеме дека тој го започна своето служение околу кога имал он 30 години и тоа траело нешто повеќе од 3 години, можеби 3,5. И има ние тука го гледаме Исус дека бил во Ерусалим на Пасха. Пасхата била една од трите задолжителни празници кои секој еврејски маж на 20 години морал да присуствува. Така да Пасхата најчесто се паѓала во март или април, а Педесетница или Пентекост тоа биле 50 дена подоцна после Пасхата, и третиот празник е празникот на шаторите, кој најчесто се паѓал во септември или октомври. Сега ние тука го гледаме Исус кој дошол да го исполни целиот закон и он присуствуваше на таа Пасха. Пред да дојде во Ерусалим, тој ги избра првите своји 6 ученици, тоа беа Андреј, неговиот брат Петар, Јован, неговиот брат Јаков, Филип и Натанаел. Во Кана го направи првото чудо, претвори вода во вино. Тоа беше како објавување на почетокот на неговото служение. Потоа слезе во Ерусалим и тамо го објави своето служение или својата служба со тоа што го прочисти храмот. Тој ги истера сите продавачи и менувачи на пари, зашто Божиот дом беше претворен во легло на самиот ѓавол. На почетокот на своето служење во Ерусалим, Исус покажа голема одвртност или негодување кон лицемеријето на религиозните водачи. А на крајот на своето служение, повторно на Пасха, пред да го разапна, тој повторно го прочисти храмот, ги истера продавачите и менувачите на пари. Ништо не се променило во тие 3 години. Во стихот 23 читаме дека мнозина поверуваа во неговото име. Сега, звучи како големо духовно будење да се случило, но не беше баш така. Зашто поверуваа? Не затоа што слушнаа вистина од неговата уста, туку затоа што гледаа чуда. Исус правеше чуда и знаци и тие беа восхитени. Така да ќе го прочитам пак 23 стих, вели: И кога беше во Ерусалим на празникот Пасха, мнозина гледајќи ги чудесните знаци негови што ги правеше, поверуваа во неговото име. Во 24 стих ни вели: Но самиот Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите. Тој не веруваше во нивната верба или во нивната вера, зашто знаеше дека е површна.
вера само во спектакуларното, но не во вистинското спасение. Ова е голема поука за нас денес, затоа што лесно е да кажеме јас верувам во Исус. Јас верувам дека Исус постал, но прашањето е дали Исус верува во нашата вера. Дали нашата вера е вистинска. За жал во многу цркви денеска се проповеда стил на учување на лесно верување, во кое што само се бара некој да крене рака, да каже молитва и готово, тој човек е спасен. Но Библијата вели дека мора да се покаеме, дека без покаяние, вистинско покаяние не може да постои спасение. Мора на самите себе да се признаеме и пред светиот Бог дека ние сме грешни и со грешни срца, дека ни треба Божјата милост и Божјата благодат, дека ни треба Спасител. И на тој начин да му се довериме на Исус не само како наш Спасител, туку како Господ и Господар. Исус не дојде на земјава да ни даде најдобар живот сега, да ги исполни сите наши желби, да ни ги реши сите наши насилски проблеми или меѓучовечки проблеми, брачни проблеми. Тој дојде да ги спаси грешниците од вечна осуда, од вечна казна. Дојде да ја понесе Божјата праведна казна на крстот. Тамо гребовите на неговите овци беа ставени врз него. И Божјиот гнев беше исторен врз него, наместо врз нас. Тој изјави на крстот се сврши или во коина те телеста, или буквално преведено тоа е тотално платено или се е платено. Он потполно плати за сите наши гревови. Потоа воскресе на третиот ден, победувајќи ја смртта и гревот, затоа што смртта немаше власт на него, затоа што он беше безгрешното јагне Божјо. Вистинскиот верник е оној што си признава на самиот себе: јас сум беден грешник. Не можам сам да се спасам, ми треба Спасител. Така да, кој верува во Исус и покажува плод на нов живот, тој човек не живее повеќе за себе, туку живее за Господ и оди по тесниот пат, а не по широкиот пат по кој што мнозина одат. Кои одат во тоа лесно верување што води во пропаст. И пак ќе го потенцирам тоа лесно верување. За жал во многу денешни модерни цркви се случува скоро секој ден или секоја неделна служба со прашањето: кој сака да го прифати Господ Исус Христос во своето срце, нека подигне рака, нека се помоли и готово, тој е спасен. Тука би спомнал дека тоа е пат, тоа е широк пат кој води во пропаст, кој што не гарантира никакво спасение. Тоа е лесно верување во кое што можеме да се запрашаме дали Христос има вера во таква вера. Така да, тука би спомнал уште за луѓето на кои апостолот Јован ни зборува во 23 и 24 стих, пак ќе ги прочитам стиховите. Вика: и кога беше во Ерусалем на празникот Пасха, мнозина, значи многу од луѓето што присуствувале тамо, гледајќи ги чудесните знаци негови, што ги правеше, поверуваа во неговото име. Но самиот Исус не им се поверуваше, бидејќи ги познаваше сите. Со други зборови, Христос не веруваше во нивната вера во него.
затоа што таквата вера е лажна вера, не е потикната од вистинско покаяние, не е потикната од вистинска свесност дека сме бедни грешници кои што ни треба спасител. Сега би завршил тука со зборовите на апостол Павле, ќе отидам во 2 Коринтијаните, во 11 поглаве, каде што апостолот Павле вели, секој само 5 стих вели, испитувајте се самите себе, дали сте во верата. Сами проверувајте се или не сте свесни дека Исус Христос е во вас. Осем само ако сте недостојни. Така да тука ќе завршам со таа мисла, сите ние од време на време, ако не и секој ден, треба да се преиспитуваме самите себе, дали сме во верата.